Пред Кривопаланчани се одржа промоцијата на првото романско остварување на младиот, надежен и амбициозен уметник од градот Христијан Цековски. Делото сеќавања е инспирирано од животот, приказна за љубовта меѓу двајца млади која трае цел век, проткаено со длабоко емотивно-психолошки елементи кои го допираат читателот. Младиот Христијан, возбуден од големиот миг за него, на сите млади им порача да веруваат во своите соништа и да бидат упорни во остварувањето на истите. Искрено, јас се чувствувам премногу возбудено и самите емоции ме совладаа, не можев да се воздржам, затоа што ова за мене е еден голем сон. Јас уште многу одамна го имав замислено овој сон и секој ден си мечтаев како ќе изгледа и како јас ќе го остварам овој сон. И верувајте, им посакувам на сите да си го остварат своите соништа и никогаш да не се откажуваат. Јас бев инспириран од животот. Една вечер седнав дома, си замислив така и решив, го создадов насловот и потоа миговите, приказната се доаѓаше сама по себе. Ме совлада една убава инспирација. Цековски е член на Кривопаланичкиот литературен клуб Калин, а се занимава и со актерство. Тој во себе веќе ја носи инспирацијата за вториот роман. И сакам да го најавам мојот втор роман, Потрага по скапоцениот дијамант. Исто така ќе биде еден нов, убав роман. Мајка ќе си ја бара својата изгубена ќерка, но ќе биде сосема нешто поинако од ова што ќе го читав сега. Сеќавање е роман кој се чита во еден стив, порачаа промоторите на делото. Преовладува се изворедна тематика за една љубовна приказна меѓу двајца млади, кои покрај својата љубовна тематика таа има и многу голема психолошка обработка во романот. Искрено, роман кој се чита во еден здив и кој ве тера да читате се повеќе и повеќе, ве внесува во една приказна во која мислите дека вие всушност сте таму и дека вие живеете во тоа време. Издавач на книгата е Сдруженијето на љубители на литература, култура и наука Свети Висарион од Емир Хисар.